Избирачкиот список во Република Македонија е воден согласно одредбите на изборниот законник и тој е прочистен. Така да господинот Џон Арон ќе има за задача да утврди методологија за проверка на веќе составениот избирачки список согласно одредбите на изборниот закон. Good morning, everybody. Thank you for the kind introduction. Значи, господинот Арон е во Македонија на покана од ОПСЕ, работел во многу земји во рамките на соработката со ОПСЕ, најнапред на Косово, во други европски земји како Украина, некои азијски земји, земји од Блискиот Исток и од Африка. За сите овие земји најчесто заедничка поплака доаѓа од политичките партии и од избирачите во врска со квалитетот на избирачките списоци. Секогаш по изборите се жалат на неточноста и велат дека несоодветно го отсликува гласачкото тело. Штом постои таква перцепција, препорачливо е и добра идеја е да се направи ревизија на избирачкиот список со цел да се утврди дали оваа перцепција е основана или неоснована, односно дали избирачкиот список е по висока степен добар и соодветен. Economic and our geographic, i.e. whether people live in urban or rural environments. Така што ќе се осврне на конкретните проблеми за кои постои перцепција во конкретната држава. Значи, како што и самите рековте, ако доаѓаме во ситуација дека некој од странство треба да дојде за да се организираме, да конечно се гледаме вистината во очи, што се случува, тоа доволно говори за степенот на развој на демократијата во Македонија. I would expect to have a proposal within a small number of weeks. Конкретно за изработката на предлогот за методологијата, би очекувал да ја сработам и да ја предложам во рок од неколку недели. Што ќе се преземе понатаму ќе зависи и од прашањата што ќе се утврдат, односно работите и наводите од ревизијата. Самата ревизија може да е потребно можда кратко време. Морам да потенцирам дека се работи за став на државен орган кој што согласно законот е надлежен да раководи и на некој начин да се грижи за избирачкиот список во Република Македонија, без разлика на видот на изборите кои што се спроведуваат и на периодите кога се спроведуваат. Значи, согласно тој став, во Република Македонија јасно ни е дека веќе имаме пречистена содржина на избирачкиот список, кој што моментално е актуелен, но и според тој став мораме да сватиме дека избирачкиот список не е некоја работа која што е една зададена и не е некоја работа која што не може да се менува или може да се менува на определени периоди. Тоа е работа која што е нормално променлива, што се вели up-to-date работа, која што трпи промени на дневна основа. Како што секој полнолетен граѓанин во Република Македонија, односно секој граѓанин кој што ќе напуни 18 години согласно уставот се здобива со право, со избирачкото право, секој граѓанин автоматски треба да биде впишан во избирачки список. To compare the voter list and to identify weaknesses in the voter list. But it is only one source of data. Helpful, but not essential. Ви благодарам за коментарите. Само би сакал да коментирам накратко што се однесува до податоците од пописот. Пописот е само еден од низата извори на податоци. Во многу вакви случаи користењето на пописот може да биде корисно средство, корисна алатка за утврдување на одредени слабости во избирачкиот список, но тоа е само еден од многуте извори, не и пресуден или суштински елемент.